Моето доживување на слободата на градот Тетово го доживував и го доживеав многу одамна како дете преку раскажувањето на мојот татко кој што беше сведок на тоа стрелање на родолюбите и на партизаните во местноста Свети Никола во Тетово и со тоа мое доживување како дете многу покасно како образован сликар, јас го преточив во една поголема слика каде што се гледа пркосот на и тагата и пркосот на тие сведоци што го гледаат тоа и на тој начин мислам дека на свој начин го изразив тоа некакво моје мислење за слободата. Тетово е мој роден град, јас сум роден во Тетово, живеам во Тетово и ќе оставам до крај на мојот живот во Тетово. Не знам дали има можност и начин некој да ме одврати од тоа, тоа го кажем со полна срце и полна душа, затоа што тука ми се сите мои спомени од раѓањето па до сега, тука ми се најдобрите услови за работа, за она што го работам, тука ми се пријателите, тука ми се и сите други спомени што биле низ стекот на овие 80 години, но основно и единствено е тоа што Тетово е жив град, голем град стана, со многу активности, со многу дејности од сите области, па и од нашава, така да нема начин и шанса нешто да се промени кај мене и мислам дека тоа треба да биде патокас и на сите други тука што живеат, да не ја бараат среќата негде ван нашиот град. Припаѓам на генерација која што на некој начин имала услови, прилика и време да го доживее ослободувањето на Тетово и сите работи што потоа следеле во склоп на град кој што има едно единствено значење во Македонија, бидејќи е последен град ослободен во Републиката. Тоа значило дека ние кога го почнавме нашето образование, имавме прилика да го изучуваме македонскиот јазик, култура, историја и се, и тоа нас ни давало едно охрабрување дека борбата за ослободувањето на Македонија и на Тетово има едно огромно значење во понатамошниот развој, чии што современици сме ние и денеска. Тоа значило развој, вработувања, еманципација, културен живот и се што значило да се оправда ориентацијата дека ние сме имале прилика нашите учесници во НОБ и она што значи антифашистичка коалиција да бидат на правата страна, за да ние заслужиме ослободување и сите придобивки на она што значат вклучување во европските и современите токови и во образование, и во култура, и во вера, ако сакате, затоа што никогаш ние не престанавме да одиме во цркви да ги празнуваме нашите верски, домашни и заеднички празници. Во периодот што следи после установувањето на сите елементи на граѓанство, на државност, на политички систем и слично, услови еден огромен развој на економијата во Тетово, чии што носители добро ги знаеме сите. Ние сме биле генерации со среќа да добиеме стипендии, да се образуваме на факултети, веднаш да се вработуваме и мораме да признаеме дека сме биле во период кога образованието било потполно бесплатно. Тоа предизвика еден огромен развој, да имаме ние и култура, и музика, и образование, и уметност и се, и можам лично да се пофалам дека 15 години бев директор на Тетовскиот фолк фестивал, што значеше една афирмација на се она творештво кое што го одликува Тетово и Тетовско и поширокиот крај. Во слични насоки беа и другите активности, така да
Тоа беше една од причините да јас, моето семејство, останеме во Тетово и воопште да не помислиме да го напиштиме Тетово, и тука не е непријатно, а кажеме дека и во 2001 и 2002 година, кои што беа со голем предизвик, цело време го поминате во Тетово и на некој начин со тоа дадовме сигнали и искуства дека треба да се остане свој на своето, за да ги уживаме сите благодети за кои што некои пролеали крв. Кај мене зборот слобода, што се однесува до пеењето, слобода значи една широка песна, тешка песна, каде што можам да добијам слобода да пеем онака како што јас сакам да испеам. Значи да имам секакви можности да го покажам гласовниот квалитет. Имав шанси, многу големи шанси, да останам дали во Австралија, дали во Америка, дали во Канада. Кога патував низ цела Европа, значи можев да останам. Во Скопје да не зборам веќе, имав купено и место и плаци, се да направам, меѓутоа не можам јас, не знам зашто без Тетово, зашто во Тетово дедо, прадедо и се живо ми е тука. Значи јас сум роден тука, корените ми се тука од Тетово, и кога проаѓам по улица или да одам до МВР, да одам до банка, да одам до пошта, кај си, што правиш, како си. По другите градови одам, меѓутоа го нема тоа. Дружењето со моите другари, кај што идам, ќе си седем, ќе одиме Балтепе горе, па ќе одиме кај лозијето ваму, па ќе прошетам оно кај Лешок, кај Варвара, ован. Мене тоа не може да ми го замени ништо. Тетовото ми е во душа. Доаѓаа таке некои денови и ме враќаа у едно волчио време. И ме притиска некој немир, ме турка, ме тера со мислете да идем горе, кај што вечно спија онија со кои делевмо исти стравои и исти желбе. Деветнаести март 1943. Тетово полека тонеше у студената ноќ, а на небото се палеат звезде. И чиниш, свите се повлекле за почивка, кој една по друга почнаа сенке да претрчуваа по сокаците на два бреста. Една, друга, треќа. За свако ќуше по една сенка. И да ти кажуеше некој, ќе мислеше дека е лжга. Ама ја бев тамо и видов. Вечерта гледав да завршим побргу со работа од Ученов на место Димко Смрџијата, кај што бев калфа преку летово. Мајсторов ме примети дека брзам, па така ми викна шерецки: "Кај се сузбрзал без суртук еден, да не идеш да бараш бегалка од поток." Се насмеав онаке. Шо од тоа што мисли дека ќе се женим на 17 години, шо од тоа што знам дека појма нема каде и зашо брзам. Се гледаме утре, мајсторе. Му викнав и се спраштив преку река нагоре на кај црква на Свети Никола. Од позади па го слушам гласов како јечи од димкота: "Суртук, да не забравиш да земеш од албата за неидење утре." Мене ни до алба ми е дојдено, ни па знам дека ќе одочекам тоа утре. Сум трчал нагоре на кај два бреста каде ме бркаа веде. Знаев колку е битна оваа ноќ.
Дур чекав татко ми да задреме по вечера, кашо имаше по обичај. Минутите кадано им се чинеа. Мајка ми беше од рака на жена. Неа не можеше да ги изложиш. И придна таќи дур се зверев. Накај сокачиња на два бреста. Шо? Тоа незино шо ме здрвуеше уместо. Знаев дека знае. Шо се умислиле се со тие твоите? Нишо. Реков толку безгласно, а ми се видека на кобилица да ме чуле. Дејце! Ме пресече. Очите ми се напунија како и бев у први клас, ка не ме пушташе на џаде, дур не и научим буквете. Мамо, ја вечер ќе останем покасно. Чекав да ме пресече со поглед како ми вика, ти вечер не мрднеш од дома, разбра? Ама, у погледот најдов само плачни очи. Ова треба мие да го правимо. Рече и избриша слоза од образот. А не вие, деца, да го белите образот на народов. Ќе се чувам. Веќава ми реков, дури ја бришев и другата слоза шо га стигаше првата. Само ја наведна главата и прошепоте. Иди. Иди, нека не чекаа на тебе. А ја више бев на слабица. И летав према два бреста.
Ajde ke ti kupim da fino leće za tebe, Magdo, za tebe, dušo, za tebe, Đanđiger, Magdo mori, za Aj što ke mi mene da fino je leće bez tebe ludo, bez tebe mlado, bez tebe Đan umre ludo mlado, bez tebe, bez tebe, Đan umre ludo mlado, bez tebe. Бев више у лозјата, кад чув како тробота калдрмата у сокак. Застанав. Можев да очуем срцево, ка ми бие ка тупан на свадба. Се свртев назад на ке куќава. Гледам сум го оставил пенџерот отворен. Кој сум прескакал за надвор. Марти, има да стане дронцу соба кој ќе се вратим. Кој ќе се вратим. Ако се вратим. Гледам надоле низ Сокаков. И чекам погоден момент ја да скокнем доле. Таман дигам нога, кој гледам претрчува некој нагоре на ке два бреста, като лосони да го брка. Да не го познав по качкет од Лазара, ќе мислев него го брка ако чинјава на Гаврила Голубаров. Ми дое сила од кој го видов и јас се збоднав на улицава. Стигам до Ќушево, го гледам Лазара, од позади трча ка мачка, ка под сенка, ка под стреја. И јас се изгубив во тамницата. Вечерва, мракот ќе не е најдобар пријател. Пола сат како седим у Свети Кирил. Залепена на тој стубот и напната када ga држим црквата на плеќи. Дишев плитко с уснете, за да не се види паријата од дишењето. Мачките што проаѓаја покрај ногеве ми беа знак дека добро сум се замаскирала. Ке чекав другите размислив. Вчера бев му у школу, играв му крижи-мижи, играв му џамија, а сега на плеќи имам задача од која зависа животи. Ка преку ноќ да ги забрајав му ѓолштините детски. Се чепкам по челово, да видим дали ме излегле бразде, зашто целопопладне сум намрштена ка свите муќи од овија град да ме јавнале само мене. А мене? Мене вечерва тетово ми е најубаво. Заспива, а мене све ми изгледа када се буди. Када сака да им рече на тетовци: еве ме, не сум умрен, уште сум жив.
историјата на слободата увек била поврзана со историјата на паркосот. А тетовчани увек одвише имале паркос, та че да увек имало и ќе има слобода, дури има и тетовчани. Само две работи зашто га греат душата. Фамилијата и родното место или тето. Зашто вика камењот е најтежок таму кај што му е местото. Затоа среќен роѓендан, слободно тето. И цел свет ќе го пројдеш и па у тето ќе се вратиш. Зашто овде ни е фамилијата, овде ни са предците, овде ни е куќата и иднината. Овде ни е све што работамо и зашто работамо. Така да пубаво тето наше нема. Образованието е благослов за секој човек, за секој поединец, за секоја нација. А предуслов за да се стигне до квалитетно образование е да се има слобода. За мене градот е тоа што ме дефинира како човек, како личност. Сите мои пријатели, сите мои роднини, моето семејство, моите ученици. Токму преку овие луѓе, преку градот, можам да се изрезам себе си и да бидам тоа што сум. Каде и да одам, на било кое друго место, ќе бидам странец. Само во својот град сум свој. Спортот и слободата се една појава со две имиња. Зошто? Затоа што дефиниција за спорт е слобода на тело и дух. Моје тетово е моја инспирација дека секој може се да го сака доволно силно. За мене тетово представува огниште, извор и пред се дом. Кај ќе ве нанесе путот некојаш на кај Маврово, прошетајте покрај езеро. На само неколку километри од Никифорово застаните и загледајте се у шумата. И оној кој знае да слуша, ќе слушне како ветрот преде приказна за партизанскиот одред Кораб. Баш туе, скриен у крошњете на зимзелените дрвја, беше скриен и одредот Кораб и неговата база Кременчук. Од туе решивме да тргнеме у нашата прва акција. Ново село. Требаше да се одржи народен митинг и да ги окуражимо селјаните да се приклуча на борбата против фашистите. А после? Право убитка. Буковиќи. Напад на непријателскиот воз. Тоа требаше да биде нашето прво огнено крштевање. Дваесет април 1943. Беше втордан Великден. Ново село се разбуди убав ден окупано слънце. Ехото од камбанете биеше и продираше низ ридојте на Влајница. А селото? Селото беше полно со људи. Гурбечијете беа вратени дома кај фамилијете. А децата трчеа по улиците и се фалеа со поклоните што им ги донеле татковците од Гурбет. Ние партизаните бевме у куќата на Паскал Апостоловски. Тој ден беше многу важен. Требаше да одржимо митинг, а од таму право за Букојич. Требаше да се нападне фашистичкиот воз и да се зема што поиќе оружје за партизанскиот ондред. Не знаевме од што бевме поиќе напнати, дали од митингот со селјаните или од борбата со окупаторот. Прв пут по длго време спиев у соба у кревет со фурунче. Се сеќавам. Сабајлето Паскал не разбуди со бакардан и пресно млеко. Га свртев ја главата на Илјота, му викам пола усмеја, пола увистина. Илјо, многу арно не че е нарно. Не знам зашто го кажав тоа, или че да е што партизанскиот живот нима навикнато на
на спиење по шуме, на студ и глад, а не на сцито и на вручу. Продолжив да му нагарам. Смок, селово е као котел, ако не фата овдека ќе не збриша до еден. Смок ме загледа со топлите очи и ми рече: не се плаши од душманот, плаши се да не ти откаже храброста кај ќе ти е најпотребна. Мафна со руката и излезе од дворот, а ја останав замислен. Срцето ми биеше у ритамот на камбанете. Седев у дворот ка ми придна Илјо. Како си? Ме отргна од мислете, а баш се бев сетила за дома. Сеја дома се чекаа кумоите, комшије. Великден е. Великден. А у душата на мајка ми нема место за празник. Од фебруар нема чуено лав за мене. Очите ми се напунија. Да моев некако аберди пратим преку камбаневе шо јеча по ридојве. Само да чуе едно: добро сум, мајко. Га стегам пушката, чиниш се давим. А само таја ми е спасот. Сум пуштила крв по прстите. Како си? Па ме здрмаја збороите од Илјота. Га бришем слзата од окото со рукавот од униформата, несвесна дека оставам тнка линија крв по лицево. Смок беше чудо од човек. Знаеше да не гледа од душата и да ни чита од очиве. Тога и Белким да ме смири ми вика дека го сањал Гоце Делчев. Таќека што го памти покажувањата на учителот у школа. Се поднасмејав и му реков: и? Шо ти лафеше Делчев у санот? Ми се насмеја и ми вика: ќе чуеш. Ајде. Време е. No.
Смучарите и планинарите во Тетово се формирани 24-25 година. Сите кои што биле планинари, биле и добри смучари. Сите добри смучари биле и добри планинари. И така е формирано заедничко. Дури имавме на Црн врв во Јелак заедничко дружење на планинари и смучари и прославувавме, да речеме, колку години смо од формирањето. Заедничко го славевме тоа. Тоа беше последно славење, заедничко славење на планинарите и смучарите на Шарпланина во Јелак, на Црни врх Јелак. Шарпланинскиот куп можеме да го опишеме следното. Тетов, за градот Тетово, тој представува, како да речеме, празник. Затоа што сите граѓани на денте на купот се поаѓале од Тетово до Шапка, колона цела. И додека почнело во 11 сат на преварувањето, сега каде што се изградена камбанаријата и црквата, тука беа поседнати луѓето, а купот се возеше од Церипашина. И тука цилта беше долу под скакалницата на Попова Шапка, која што и ден денеска постои, само е реунирана. Значи, и тоа беше еден свечен чин за целиот град, за сите граѓани на Тетово. На Шарпланинскиот куп учествуваа не само смучари од Македонија, да речеме, него учествуваа смучари од Југославија, смучари од Европа, од европскиве земји. Да и наброимо, имамо, да речемо, Маѓари еднаш победија, Аустријанците победија неколку пута, Швајцарци победија, имаше и женски куп. И имаше дури од Турска една женска што такмичеше, беше толку убава да заради неја народот доаѓаше горе да ја гледа како вози. Ја на Шарпланинскиот куп прво сум бил ко фарфаре, сум возил, кога ме пуштиле да проверим врсјата измеѓу старт горе и цил доле. Тога е, значи, второ сум бил судија, трето сум бил спасител на Шарпланински куп. И четврто учесник на Шарпланински куп. После ослободувањето градот беше толку убав и пристоен, демек, градче, средено градче, па го викаја Мал Парис Тетово, демек. И сигра, макар да постоеше пословица една, од каде си вика од шеф од Малтепе, вика. А од Малтепе тоа вика од Тетово, значи, тетовчане да си. Тетово беше прекрасно уредено градче, не беше како другите градови во Републикава, да речеме, земјоделско поло, да речеме, варошко градче да биде, него Тетово беше чиста варошица, убава варошко градче, прекрасно со до 13.000 становника и уредено улици, калдармисани, и постоеше чаршија, кај што е сега стариот плоштадот, тука беа заначиите и целокупната чаршија. Значи беше уредено, улиците беа уредени, имаше осветление, имаше вода, градот. Па тоа лично слободно сум се осеќал, дека сум слободен, бидејќи сме биле под окупација, знаем што е окупација и знаем што значи слобода, да бидеш слободен граѓанин, без страда да се движиш, сме ишле на кале, сме се смучале на кале, Гајранска ливада, сме ишле на смучање, му се санкале по стариот пат од Кале, од Тетово до Кале, со санки и така натаму, значи тоа било слобода, значи слободни сме биле, слободата така сме ја почувствувале, имало и постоеше и братство, единство меѓу народите, беше прекрасна работа. Се доделуваше и награда 19 новембар на спортисти, на трговци, на работници, ударници, на заначие, на така натаму. Значи, и постоеше и 19 новембарска награда. Не знам дали сега уште постои таа 19 новембарска награда за градот, значи кога е градот ослободен и се даваше признание на истакнати
работници, спортисти, овој дел на градов, да речеме, почнувајќи од Горно Мало, па преку Колтук, Два Бреста, Поток, Певчина, што се осеќало за време на окупација, дека не смо биле ко окупатор, него смо биле чисто смо се осеќале слободни и за време на таа окупација што постоела. И затоа, например, во цела Македонија едино кој се сметало за сигурно и безбедно место било, значи, овој дел на Тетово, и тука е затоа формиран и Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија за Македонија во куќата на Јовановски, Шутомировци, инако се викаа под надимак. Еден од први белези бе театарска представа за Јазовец пред суд. Таа се играше непосредно после ослободувањето и играна беше на сцената на Хотел Македонија. И после се разви театарот. Имаше и други представи што се играе на таа сцена. Се разви, ама за кратко време релативно траеше. Сум бил сведок на првите представи, првите почетоци, па и сум играл у некои представи. За бележење што е играна една оперета. Снежана и седмите џужиња. Свемо театарот бил дел на градот, на Тетово, на неговата култура и на све друго. Едино што е неговиот составен дел. Нажалост, многу не траеше. Театарот, културно-уметнички друштва, хорови, се што имало, сега ништо нема. Аплауз, секој пат имало аплауз. Идеална слава од театарот нашиот. И од другите делови што биле составен дел на театарот. Затоа што театарот не играл сам. Играл и со некоја представа која што била потребна музика. И така. Татко ми. Наследство на татко ми тоа. Тој беше театар своевремено и во Белградско театарско позориште. После дојдоа овде и театарот овде го формира. Најважни сите, секоја награда е најважна. А имам 2 фестивалски награди добиено за машка улога. Таа не е моја, таа е од целиот ансамбл. Сега пред неколку година игравме во театарна улога некој. Ама сега тешко беше. Годината и времето го чина своето. Вујко Миđoце беше еден од активните кој што непосредно пред да загине на Беличица во Палатица напише едно проштално писмо. Тоа остана уникатно за нашето семејство. Иначе, баба ми Менча, покрај Вујко Миđoце што го сакаше, многу го сакаше Кузмана, Кузма Јосифовски Питу. Тој беше чест гостин во нашата куќа за одржување на состаноците. Баба ми, се сеќам тоа негде 50-51 година, па и можеби и порано било, кога кажуваше, вика, Đoce, ако ми погина, ама барем Кузман да останеше. Он ми викаше, тетко Менчо, од балкон па до долу ќе се вее нашето македонско знаме. Одма после ослободувањето, дедо ми Илија, значи таткото на Вујко Миđoце, беше прв градоначалник на Тетово. Сите емоции беа сврзани со него. Он беше еден човек кој што, така викавме, и македонско
и турско, и каурско, и албанско, сите го сака, го ценеа многу. Викаа, ка се умира на голем празник, Господ широко ги отвара вратите за мучениците. Тај ќе беше и тој ден. Втор ден Великден. Црни хорде го срдиса Новосело и не можеше ни надвор, ни внатре. Остануваше само прашање дал да пробамо да се пробиемо или да се бранимо и да изгинемо бранејќи го селото. Решивме да се биемо. Тога и задни пут го видов Илјота. Таќе испраен, стамен. Викаше на цел глас, када е на народен собир у селото, а не у бој. У битката ќе тргнемо такви какви што смо, грмеше Илјо. Чисти и жедни за слобода. Духоите на линденците ќе јуришаа покрај нас. И кога ќе го видите смртта пред вас, загледајте го у очи и не смејтеј се. Заштелата ни се смртни, а имињата безсмртни. Викна и се втури прв на крвниците, којот први не можеа да поверува кога видува дека трча право на митралезот што косеше све пред себе. Тога и почна нашето огнено крштеање. Со сваки удар камбанете броеја по еден умрен. Више не бевмо деца. Бевмо борци. Осетив оштрина у грудиве и бликна крв од мене као чешма. Срцево сакаше да јуриша, а телово стануеше тешко. Паѓам. И се подигнаа браша, татковци, синови, деца, мајки, не заперлив јуриш. Ечеше Новосело, пиштеа курши, миштракаа, митралези, пукаа бомбе. Цвонеше волената долина, дургинеше македонската младост. Јурнавме свите према црните хорде подоени у крв. Изокреат нокото го видов Илјо како командуе. Викаше за да ги надвига камбанете. Не чувајте куршуми за себе, не убивајте се! Удри по душманот! До последна бомба, до заден куршум! Експлозија. Низ падот гледам како го фаќа ренетиот Илјо. Мрак. Се избрише границата помеѓу животот и смртта. Не знаеш чив пеколе полош. На мртвите или на живите што останаа да чекаа камата на крвниците.
3 дена на рацете носевме збрана, со тага и болка на погледот срчен. И секоја капка на твојата рана, ко крвава жар ми капеше в срце. Другарите беа и морни и гладни, со згорени грла и свиени плечи, со тап бол се впија во очите ладни и жалеа оти нечи план над вече. Но јас знаев оти пак ќе вивнат жарој и борците под нив ќе цветаат и раснат. Студените утра ќе греат по сонце и никога нема да стигнат и згаснат. Последната вечер в планинското село, кај борците беа со дрипава дреја. Со пликови жешки настапала тешки смрштени чела згасени, мразни, ко нивните пушки укочени празни и нечујно, голуво, ко здушена реја се точеше шепот од ухо до ухо. Утре, друже, зори страшен воен чека, а ние сме малко, само неколку души. И кога ко игла ти прободе уши, ти растресе снага и размоска тага со лујнени очи широки и волни, ги расече в ноќта здивените молни. Ко тогај, о, другар, ко помниш, смрзнатата вечерна пролетта рана, кај нашата младост и првата радост ја посеше луто куршумната слана. А ти, чело збрчка, ко тигрица рипна, и летна во ноќта крвава и црна, со своите очи што ригаа пламен, ги растопи часком челичните зрна и после последната вечер јас нечем да мислам што потаму стана. Ошталниот шепот и замрзна уста. Ти гореа очи под вејите густи, со нивниот пламен и со клетва света на заседа тргнав сред мојата чета. А утрината, кога зрив чела ме спраши, не беше веќе вредовите наши. Но скипеа борци со одмаш да жолчне и видов кога бојот почна. Развихреа сите со твојата сила, поелени брзи и лесни ко птица, а твоите очи се искреа гневно во нивните потни распалени лица. 3 дена на рацете носевме збрана, со тага и болка во погледот срчен. И секоја капка на твојата рана покрвала жар и капаше в срце. Живите партизани, заедно со Илјо, ги однесоја у затворот у Тирана. Кажуваа људи, таму ги бодрело судените на смрт. Другари, не бојте се, ние и после битка ќе стоимо, живи или мртви. А душманите ќе гнија на ѓубриштето на историјата. Ние не се светимо, ние памтимо. Рано сабајле, у 4 саат, го извеле у двор. Им се отргнал од руче и сам се качил на бесилката. Крвниците ги тргнале погледите, а тој ги гледал право у очи, чиниш ги стрељал со поглед. Викнал: смрт на фашизмот, слобода на народот. И отишол у вечност. По него тргнале и другите. За нив војната никогаш не заврши. Oh
plače o mene. Kade li si ti, za kogo si? Da li znaješ koliko ljubovno sam jaz, moja srce kako sunce. Nije dvajca mnogo može me, a sreća nema me da se zemene. Svega je drugo vreme, tažno je se bez tebe što ti zgrešim živote. Dojdi barem da se vidi me, kad vola pesnik te što gi pehne. Za mene ti si cveke, ne možem dušoveke sam. Rozo moja crvena, divotvoja gradina, rasutuvaš, pesmo moja iskrena, bez ljubota ne živeam, nemam komu da te ispeam. Tuđa si, a proklet jas ušte pesaka. Samo spomeni o mojte sni, o crno vino, pušti me da zaspijam. Za tije oči dosta pijam. Nije dvajca mnogo može me, a sreća nema me da se zemene. Svega je drugo vreme, tažno je se bez tebe što ti zgrešim živote. Dojdi barem da se vidi me, kad vola pesmi te što gi pehme. Za mene ti si cveke, ne možem dušoveke sam. Rozo moja crvena, divotvoja gradina, rasutuvaš, pesmo moja iskrena, bez ljubota ne živeam, nemam komu da te ispevam. Rozo moja crvena, divotvoja gradina, rasutuvaš, pesmo moja iskrena, bez ljubota ne živeam, nemam komu da te ispevam. Rozo И таќе, паѓавмо кај што стоевмо, испраени. Протече многу време од тогај, а од бесмртниот одред останав само ја.
да ја носим својата борба на своји плечи и да им раскажувам на другите за една младост, за едни деца што станаја војни, што ги измија улиците на Тетово со својата крв, што ги навадија цвеќињата на Беличица, Новосело, Буковиќ и вечно се венчаја за својата најголема љубов, Тетово. А вие, ако ве води некојаш пут горе, кај што вечно спија овие големи људи, застаните. Застаните и потрајте. И само тогај ќе го чуете Илјота, Ѓоцета, Мерџана и целиот бесмртен одред, како јуриша на небото. А вие спуштите еден цвет на нивните гробови, запалите една свеќа, зашто тие и мртви го бранат Тетово. Страда